Среде најголема криза Пуцко Петрол го шири бизнисот. Пред само еден месец компанијата со седиште во Пласница регистрирала подружница во Киселавода, која треба да работи во форма на складиште на големо, наменето за трговија со цврсти, течни и гасовити горива. Дали компанијата се подготвува за уште поголеми сделки со државата во време кога е прогласена кризна енергетска состојба? Оттаму се уште нема одговор на прашањата што Алфа ги испрати уште вчера. Пуцко Петрол пред една година веќе еднаш ги зголеми капацитетите за што доби и потврда од Регулаторната комисија за енергетика. Измената на лиценцата се врши поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста со 3 резервоари, од по 100 кубни метри, од кои еден ќе се користи за трговија со екстра лесно и 2 ќе се користат за трговија со евродизел. Се наведува во лиценцата на регулаторна издадена на 29 декември 2021. Во неа стои дека овие две складишта се наоѓаат во местноста Ижиште во Македонски Брод. Драстичното ширење на бизнисот на Пуцко Петрол се поклопува со доаѓањето на СДСМ со ДУИ на власт. Од тогаш значително е зголемена незината соработка со државните институции и јавните предпријатија и компанијата станува главен добавувач со нафта. Само во последните 3 месеци компанијата добила државни тендери вредни над 7 милиони и 350 илјади евра, а од почетокот на годината државата и платила над 800 фактури. Пуцко во 2021-та имала вкупни приходи од 48 милиони и 130 илјади евра, што е за 40% повеќе во однос на 2020 година. Компанијата се наоѓа на 67-то место меѓу 100 најголеми во Македонија. Со Пуцко Петрол раководи Асмир Јаховски. Татко му Исмаил Јаховски влезе во собранието преку изборната листа на ДУИ откако претходно во 5 мандати беше градоначалник на Пласница. Сега со општината раководи неговиот брат Алија Јаховски. Антикорупцијската комисија веќе ги испитува семејно бизнис политичките врски на Пуцко Петрол.